Од утре продолжуваат координациите меѓу партиите од новото мнозинство за избор на претседател на Собранието. Од СДСМ велат дека одлуката за формирање влада е конечна. Партиите пак што се потпиша, лидерот на СДСМ Зоран Заев да го добие мандатот и натаму се без конкретен коментар за програмата. Сепак порачуваат дека е добра основа за преговори откако СДСМ ќе го добие мандатот за состав на влада. ВМРО ДПМН и денеска ја повтори понудата до Заев да се откаже од платформата. СДСМ мора јавно и јасно да се откаже од тиранската платформа и елементите во неа кои ќе ја редефинираат Република Македонија, која е мултиетничка, би ја претвориле во бинационална држава, повика ВМРО ДПМН. Оправдан е стравот кај граѓаните после конфузните и контрадикторни ставови кои ги изнесе Зоран Заев, во кои не ја отфрли тиранската платформа, туку напротив најави дебатирање по незините точки. Ова само го потврдува сомнежот дека Зоран Заев со цел да добие власт ги погазил националните и државни интереси и ја прифатил реализацијата на тиранската платформа под превезот на дебатирање, консултирање на партиски експерти и слично. Револтот кај народот од ваквата неискрена политика и реторика на Заев и СДСМ станува се поголем. Граѓаните гледаат дека зацкриено се подготвува редефинирање на државата. Ние ја повторуваме нашата понуда. Доколку СДСМ и Зоран Заев јавно се откажат од тиранската платформа, ВМРО ДПМН ќе гласа и ќе поддржи влада, која што би ја формирал Зоран Заев, соопшти ВМРО ДПМН.